civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Ова е уште една панел дискусија која Цивил ја организира во рамки на проектот Европски перспективи, кој се спроведува со поддршка на Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија и кој обединува повеќе компоненти. Во овој случај една од компонентите се локални избори, следење и известување, односно придонес кон реформите на изборниот систем. Какви закони, такви избори, тоа е темата на денешната панел дискусија, а со нас денеска онлайн се професорката Рената Десковска и Благица Димитровска од Сдруженијето Инклузива, а во живо со нас присутни се Радица Лазаревска Геровска, државна советничка во Министерството за правда, Дарко Алексов, извршен директор на Граѓанската асоциација МОСТ и како представник на Цивил со нас е Џабир Дерала. Денеска тематски ќе зборуваме за потребните реформи во изборниот законник, дали постои можност или некогаш постоела можност да имаме сосема нов изборен законник, какви се изборните процеси и колку тие зависат од измените кои што се носат, односно реформите кои што се спроведуваат, односно законската легислатива и незината примена од една страна и честите промени кои што ги, односно измени што ги имаме во самиот изборен законник од друга страна. За да не должиме многу, панел дискусијата ќе трае 1 час. Секој од нашите учесници, панелисти ќе имаат своје излагање на темата. За сите оние кои што не следат онлайн на социјалните мрежи, односно на нашата Facebook страница и на YouTube каналот на Цивил, доколку имате прашања, ве молам поставувајте ги. Тие ќе бидат, ако немаме време да ги поставиме во текот на панел дискусијата, ќе бидат оставени подоцна до самите учесници и дополнително одговорени. Јас би сакала да започнам со професорката Рената Десковска и да ја отвориме ова панел дискусија токму со нејзино мислење или експреско излагање во однос на реформите на изборниот законник, докаде сме, што можеме да направиме и како изборните процеси се поврзани со законската легислатива. Повелете, професорке. Добар ден на сите. Ви благодарам за поканата. Мислам дека дебатата е во моментот кога се наметнува итна потреба на оние реформи на изборниот законник кои што треба да претходат пред локалните избори. Значи, дури веќе и сме влезени во цајтнот и закаснети заради тоа што очигледно е дека одредени дебати кои што се водат меѓу политичките партии не вродуваат со плод, со оглед на тоа што веќе подолго време се работеше на верзија на изборниот законник, но тоа се само имплементирање на одредени препораки, не сите препораки на ОПСЕ ОДИХР, препораки кои што беа поврзани со локалните избори пред се. Мислам дека доколку нема согласност во моментот за други политички прашања кои што се отвараат и се ставаат на маса, а тоа е изборниот модел, тоа е отворени листи и слично, мислам дека не треба да се губи време, туку собранието треба да пристапи кон усвојување на измените кои што се однесуваат на делумно имплементирање на препораките на ОПСЕ. Во секој случај, мислам дека ова пак не треба да биде пречка на отварање на процес за целосно менување на нов изборен законник. Ако ги гледате сите извештаи на ОПСЕ ОДИХР во изминатите години, значи не овие избори, предходните, значи веќе десетина години, една од препораките која што оди како прва приоритетна препорака е тоа дека изборниот законник треба меѓусебно да се усогласи во самите одредби, бидејќи има конфликтни одредби, но исто така треба, сега веќе се среќава и формулацијата дека треба да има усогласување и со одредени стандарди кои што се дадени во меѓународните документи. Кога ги анализираме извештаите на ОПСЕ ОДИХР, гледаме дека всушност проблемот во обезбедувањето на што е можно
подобра атмосфера за спроведување на изборите го лоцираат во два сегменти. Едниот сегмент е сегментот на правната рамка, другиот сегмент е сегментот на праксата. И сега ако погледнете, пред сите избори се работи на измена на изборниот законник, но мислам дека веќе изборниот законник сам по себе не трпи толку измени, не е читлив веќе, текстот е хаотичен и затоа е подобро да се отиде кон нов изборен законник. Клучните пунктови на кои што мислам дека треба да се обрне внимание во делот на измените, односно во носењето на нов изборен законник, треба да значи пред се она што би требало да биде прочистување целосно на избирачкиот список во смисла на негово постојано апдейтирање до денот на изборите. Понатаму особено значаен е сегментот на правните аспекти по завршувањето на изборите, но и во процесот на избори, а тоа е постапката за обезбедување на ефикасни правни лекови. Ако вие како граѓани пред се, бидејќи политичките партии и кандидатите се заштитени со изборниот законник, нивните процедури за обезбедување на правна заштита се соодветни и опсе нема тука забелешки. Забелешките се главно дека граѓаните како учесници во изборниот процес, значи како гласачи, немаат ефикасен правен лек за заштита на избирачкото право, бидејќи сите ние сме чувари на чистотата на изборниот процес или на регуларноста на изборниот процес. За чисти избори не се заинтересирани и не треба да бидат заинтересирани само политичките партии или само учесниците во изборните кампањи. Туку секој граѓанин кој што треба да има право, доколку забележи нерегуларност, да даде приговор, односно да може да реагира до надлежните државни органи. Мене тука ме изненадува што некои институции, како што е Државната изборна комисија, не е промотор на оваа идеја да едноставно се обезбедат ефикасни правни лекови. Туку напротив, дури гледам понекогаш во одредени ситуации отпор кај нив, бидејќи тоа ќе значи зголемување на работата на Државната изборна комисија. Но Државната изборна комисија има пред се задача да спроведе фер и регуларни избори, без оглед на тоа дали тоа ќе значи дополнително товарување на нивната работа или не. Понатаму, она што значи регулирање на прашањата за целосна контрола на финансирањето на изборните кампањи. Кај нас, за среќа, праксата која што ја има Државната комисија за спречување на корупција, која што на некој начин се наметна како звезда во борбата со корупцијата во земјава, некако ги покрива и слабите одредби кои што има, благодарејќи на одредбите кои што се содржани во нивниот закон за спречување на корупција, така што мислам дека е апсолутно соодветна препораката на ОПСЕ ОДИХР дека треба да се обезбедат соодветни кадровски и финансиски ресурси на Државната комисија за спречување на корупција за мониторирање на финансирањето на изборната кампања во текот на сите избори. Она што на некој начин мислам дека е соодветна препорака и која што треба сериозно да се земе во предвид која ќе се отвори процесот за носење на нов изборен законник, а тоа е постапката за избор на членови на Државната изборна комисија. ОПСЕ препорачува и мислам дека политичките партии треба да ги надминат сопствените лични интереси и да ги отворат вратите за избор на лица со личен и професионален интегритет во Државната изборна комисија. Препораката за транспарентна постапка за номинирање на членови на ДИК, мислам дека е препорака која што е редно да се спроведе и мислам дека кај нас веќе имаме еден добар модел во постапката на избор на членови на Државната комисија за спречување на корупција. Постапка која што беше спроведена многу транспарентно, постапка која што беше пофалена и на нејза се укажува како на модел за избор на слични комисии во регионот од страна на меѓународната заедница и постапка за која што видовме дека даде резултати.
Значи, она што сега честопати на сите политички партии им создава главоболка, Државната комисија за спречување на корупција е добар модел да се преслика и во Државната изборна комисија во смисла на избор на членови кои што ќе значат луѓе со сопствен и професионален интегритет и знаење и посветеност на фер изборен процес. Но исто така, она што мислам дека не треба да го пренебрегнеме, а што ОПСЕ со право го забележува, е тоа дека ние често пати имаме проблеми со праксата. Значи, не се проблемите само во законот, туку и во праксата, и тоа пред се во делот на избирачки список повеќе е проблем праксата во смисла да немаме и стандардизација на адресните податоци, користењето на регистарот на граѓани, значи тие работи треба да се искористат во пракса целосно, да се поврзат регистрите. Исто така, она што е сериозна забелешка е дека често пати има формалистички пристап кон разгледување на приговорите, тоа значи дека приговорите кои што ги испраќаат дури и учесниците на изборите кои што имаат право да ги поднесуваат не добиваат соодветен третман, тоа е прашање на пракса. Интересно е што во делот на медиумите една од клучните забелешки која што ја има ОПСЕ се однесува на работата на прво реформата која што треба да се спроведе во јавниот радиодифузен сервис, а потоа интересно едно укажување кое што покажува дека АВМ не секогаш се однесува соодветно на задачата која што ја има, и во последниот извештај укажуваат дека имаме ситуации во кои што за одредени прекршувања се санкционирани АЛСАТ и Шења, а например АВМ одлучил да не ја санкционира ТВ Алфа. Значи, различното постапување спрема медиумите е нешто што е недозволиво од ниту една институција, и тоа исто така укажува дека и тука треба да се размислува за воведување на принципи, односно стандарди на нивно работење кој што ќе обезбеди еднаков третман на сите медиуми. Така што мислам дека е време да се отпочне процесот за ново пишување, значи пишување на нов изборен законник, бидејќи после толку измени навистина е тешко читлив и примамлив постојниот изборен законник. Ви благодарам. Ви благодарам јас, професорке. Мене ми остави впечаток и се надевам дека и останатите учесници ќе се надоврзат на некои забелешки на кои што вие укажавте, кои се препорака на ОПСЕ ОДИХР, меѓутоа се препорака еве и на нас како цивил, како организација со долгогодишно искуство во мониторингот на изборните процеси, посебно она што се однесува до ревидирање на избирачкиот список и хаосот што секогаш го има од изборен циклус во изборен циклус. Меѓутоа и во делот кој што се однесува за обезбедување на правна заштита на гласачите, односно заштита на гласачкото право, и тоа не само во надденот на гласањето, односно изборниот ден, туку и во однос на поднесување на преговорите. Се согласувам со вашата забелешка, затоа што една од нашиве забелешки на изборни нерегуларности во текот на мониторингот на изборните процеси е токму таа дека кога се прегледуваат самите приговори, оние што доаѓаат од граѓаните или од гласачите, чисто формално поминуваат, за разлика, да речеме, од оние кои што се однесуваат и се поднесени од самите учесници во изборниот процес. Јас би продолжила со Радица, затоа што мислам дека некако би се надоврзале на ова што го зборуваше професорката. Се видовме ние во декември, во времето кога уште не започна со работната група што е предводи Министерството за правда, токму за измените во изборниот законник. Моето прашање е во контекст на она што го зборуваше и професорката Десковска, меѓутоа докај сме со процесот, кога можеме да очекуваме некоја драфт верзија од тој документ, од она што сите присутни таму го имаат сработено, и дали конечно тие ќе бидат или во кој временски период се очекува да бидат усвоени со оглед на тоа дека не гази времето и во однос на тоа за кога се закажани локалните избори. Повелете. Благодарам, Лиljana. Мене ми е особено задоволство што најпосле гледам луѓе околу мене, бидејќи знаете како веќе година и Костов чисто седиме пред компјутер и разговараме само со екран. Да, јас сум председател на работната група за изработка на
на измени на изборниот, мислам, измени. Рековме ќе правиме ли целосно нов изборен законник, но како што и тогаш во декември реков, за овој изборен циклус, значи за овие локални избори нема да се стаса со целосно нов изборен законник. Значи јас сум председател на работната група, но својата работа ја сваќам пред се како координатор, да кажам, на целиот тој процес, бидејќи знаете, има многу учесници во целиот процес. И тоа како од државни институции, невладин сектор, меѓународни организации, заинтересирани страни и така натаму, прилично комплексна работна група и прилично комплексен процес, бидејќи, знаете, опсе, како што каже и професорката Десковска, на која што немам нели намера да и, бидејќи се башно да кажа што се ние треба всушност сега во моментот да направиме, прилично сложен процес, бидејќи има многу предлози, многу барања, многу визии од страна на институции, на невладиниот сектор, на новинари, на меѓународниот фактор и така натаму. А од друга страна имаме, да кажам, политика, која што, без оглед на тоа што ние сите ќе го сработиме и ќе се договориме, на крајот доаѓа пред политичкиот фактор и треба да се усвои или определено законско решение. Кај другите закони тој процес е поедноставен, бидејќи нели ние како работна група нешто работиме, па го доставуваме до владата, па потоа и до собрание и тамо се гледа политиката, овдека е малку поинаку. Бидејќи политиката ни е инволвирана во целиот процес уште при подготовка на законското решение, бидејќи работната група има и представници од политичките партии, кои што делумно учествуваат во овој процес, некои само за сега слушаат и што го претпоставам го чувствуваат филингот на институции, на невладиниот сектор. Процесот ни е, како да кажам, заглавен, бидејќи ние со работа како работна група завршивме некаде, мислам, 22 март. Се одржа 4 работни средби, со тоа што едната работна средба траеше скоро цел месец. И на секои 5-6 дена се гледавме работната група, каде што имаше определени предлози, бидејќи законскиот текст, што го работат експертите, професорката Десковска е дел од експертскиот тим, кои што имаа задача, значи, да ги согледаат сите препораки на ОПСЕ и ОДИР, кои што беа дадени во последниот извештај и да искочат со предлози. При тоа секоја од институциите, тоа зборувам како страна на државните органи, на институции, на невладин сектор и така, че било кој учесник имаше право да даде свое видување на оние препораки на ОПСЕ во правец да даде некаков предлог на тоа што мисли дека ќе се надмине одреден проблем, кој што со години нели се провлекуваат низ извештаите. Па сите тие предлози беа ставени буквално пред целата работна група и секој имаше право да го коментира, да даде свое видување и така натаму. И прилично се потрошивме, можам да кажам. Дадовме, си дадоа сите нели своји предлози, своји коментари, дури новинарите и непосредно беа вклучени преку ММА, мислам дека Македонска медиумска агенција, така нешто тоа, значи тоа се електронските медиуми кои што постојат во државава и дадоа свое видување кое што создаде така прилично една бурна реакција во работната група. И од март наваму експертите требаше да подготват текст кој што ќе ги содржи сите оние забелешки, препораки, предлози и така натаму од институциите. И јас како председател на работната група до ден денешен јас немам видено текст. Предпоставам дека веќе политиката си го прави своето и дека веќе почнуваат некакви дискусии на одредено друго ниво. Значи јас како председател на работна група немам видено текст кој што би можеле ние да го процесуираме во влада. Значи далеко сме се уште од тоа, освен ако не е одлучено и оваа измена да оди на некој друг начин. Бидејќи знаете дека во април, ако не се лажам, почетокот на април, се случи на измена на изборниот законник надвор од целиот овој процес, тоа е политички договор и на предлог на пратеничка група
беа усвоени измените кои што се однесува на отисокот од прст во процесот на гласање. Така да јас не би можела да ви кажам, да наистина не знам која е политичката одлука, дали ќе се оди преку Министерство за правда, значи оној регуларен пат, или повторно ќе се оди на некој друг начин. Ова го зборувам пред се, бидејќи како што рековте самите, денеска е 12 мај, а во сите агенди крај рок беше мај да се усвои, ако не се лажам, законот, избора, односно измените на изборниот законник, така да што и да ви кажам, можам да сгрешам. Но како и да, мислам дека работната група, како што најави професорката Десковска, ќе продолжи со работа, јас искрено се надевам, бидејќи сите сме свесни дека изборен законник ваков како што е веќе навистина неупотреблив, многу тежок за следење на било кој од учесниците во изборниот процес. Да не кажам колку е тоа тешко за обичните граѓани кои што сакаат да имаат представа што ги очекува и што права ќе имаат и да очекуваме да поднесуваат приговори, така натаму е многу тешко за да следење. Така да оваа работна група, јас колку што знам, ќе продолжи со работа и понатаму и следната година или 2023, не знам која година, но се очекува да се оди со целосно нов изборен закон. Бидејќи овој закон сега има 36, мислам. Ова е 36 обид за измени. Значи 35 усвоени и една во најава, 36 измена. Јас тука би завршила, така да колку има прашања, се стојам на располагање, тоа што можам да го одговорам. Ви благодарам. Радица, јас се надевам дека каков и да биде договорот, консултациите меѓу засегнатите страни, а тоа се учесниците во изборниот процес, дека ќе внимаваат и ќе имаат слух и тоа и во нивен интерес да ги послушаат и препораките на останатите учесници во самата работна група, за да го доведеме изборниот законник во некоја форма, нели со која што ќе можеме да работиме за локалните избори. Кога сме веќе кај измени во изборниот законник, Благица, дали се слушаме? Вие го, мислам дека некаде во месец март го презентиравте вашиот извештај од мониторингот на претходните избори, односно на предвремените парламентарни избори од 2020 година и мислам дека, ако не се лажам, поправете ме, меѓутоа имавте и некои позитивни забелешки во однос на она што се однесува барем или конкретно на лицата со попреченост и нивното гласачко право. Ако може накратко, нели ваш коментар за тоа кои беа вашите забелешки и негативните и позитивните и некои предлози кои што би можеле да придонесат кон овој процес на повторно изменување на изборниот законник. Повелете. Благодарам, Билјана. Поздрав за сите учесници на денешниот настан и како се потребни вакви настани каде што ние заедно ќе дискутираме што работиме, што сме сработиле и што бараме понатаму. Секако подобрување е односот на институциите во соработката со невладиниот сектор. Имаме соработка што претходно не беше така, но сепак негативното е што секогаш се гледа политичките партии одлучуваат, не одлучуваат институциите и луѓето кои се назначени да ги спроведуваат сите политики што се донесуваат од законодавниот дом. Во однос на лицата со попреченост има померања, позитивни померања. Значи, ние започнавме во 2016 и сегашниот извештај од 2020 се разликува многу. Значи, тоа е благодарејќи токму на оваа соработка што ја воспоставивме и со институциите, но секако и со вас, другите наблюдувачки мисии кои не поддржаат цело време во нашите напори оваа категорија малку повеќе да добие права, затоа што има еднакви права според сите документи меѓународни кои се подпишани од страна на нашата држава, особено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, каде што е опатено изборното право и правото на учество во политичкиот живот. Оние подобрувања се однесуваат во однос на
информирањето на гласачите со попреченост и подготовка на материјали за поддршка на правото на глас на гласачките места. Оно што останува нерешено е непристапноста на гласачките места, а бројката на процентот е огромна, 76%. Тоа е огромна непристапност, што не важи само за гласачите. Тука сите граѓани ги остваруваат и своите права, дали се тоа образовни институции, каде што се гласа, најголемиот број од гласачките места се токму во училиштата, каде што има ученици со попреченост, сега има закон за инклузивно образование, но многу малку се работи на пристапноста. Ние бараме во изборниот законник при изборот на гласачко место да постојат стандарди. Значи мора да биде пристапно за овие луѓе. Најгорливото прашање е за една категорија на граѓани што им се одземе деловната способност, што го губат правото на глас, го губат правото на избор, го губат правото на самостојност. Тие веќе ништо не одлучуваат, не само да гласат. Тие не можат да одлучат за себе. Тие се прогласени за неважечки граѓани во нашата држава. Затоа што ги нема во избирачкиот список, затоа што некој друг одлучува без него, наместо него, и затоа што и да се појават на гласачкото место, тие не можат да гласаат. Тоа веќе спаѓа во одземање на права, во одземање на човекови права. Ние ова го бараме и се преклопува со препораката на ОПСО од ИХР уште од 2016 година. Го бараме да се смени. Секогаш одговорите се дека многу закони се поврзани, дека и уставот. Ако се сака, овие луѓе имаат право, нема да прашуваме веќе дали сакаме, дали можеме. Туку мораме да го направиме тоа заеднички. Затоа што тие се граѓани. Кога некого ќе прогласиш за неважечка личност, тоа веќе поминува сите граници на возможна толеранција. Значи, човек, најинтелигентното суштество на планетата Земја, да му се одземе право на глас без да се праша, тоа веќе не знам во што спаѓа. Тука треба да се смени уставот, треба да се смени законот за семејство и повеќе други закони. Тоа ќе го бараме уште пожестоко понатаму. Неминовно е да се изготви нов изборен законник, каде што сите членови ќе се усогласат според одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со повреченост. Јас не би должела многу, сепак и ние сме повеќе говорници, на секое прашање ќе одговорам. Нашите препораки се ставени во делот на табелата на препораките на ОПСЕ и ОДИХР, и понатаму со Министерството за правда ќе бидеме во комуникација, тука не идеме на големо разбирање и на голема поддршка и се надевам дека барем нешто понатаму ќе издействуваме во новиот изборен законник. Но очекуваме и за локални избори, бидејќи бараме квота на листите за пратеници и советници, квота на лица со попреченост, ќе делуваме и кај политичките партии. Благодарам многу. Ти благодарам, Благица. Јас се надевам дека барем за локалните избори некои од овие измени ќе влезат во изборниот законник и дека ќе се подобри состојбата и можноста за остварување на гласачкото право на лицата со попреченост и на оние, не знам колку е тоа изводливо, со одземање на деловната способност. Дарко, здраво. Мислам дека во ред, ако сакате, меѓувреме сте смениле план, во ред. Па добро, нашиве говорнички и на тебе ти оставија Џабир простор за и теми за размислување, особено она што се однесува на препораките на ЦИВИЛ кога станува збор за мониторингот на изборните процеси, меѓутоа и политичките импликации кои што доаѓаат
нели во пакет со секој изборен процес. Еве ни се спремаат локални избори, се заговара за нови парламентарни избори. Кои се препораките на Цивил? Добро, вака формулирано прашањето е малку комплексно. Јас прво би сакал да се заблагодарам во име на организацијата, не како модератор. Добро е да се биде гостин во панел дискусија која организира Цивил, па така човек се чувствува покомотно. И би сакал да заблагодарам на овој и да честитам за високиот профил на составот на учесничките и учесникот во панел дискусијата. Пред се би сакал да споменам дека голем дел од препораките, односно темите кои беа начнати во претходните излагања, би можел да кажам дека речиси во целост, делот ни во целост се совпаѓаат со препораките и со искуствата кои произлегуваат од работата на Цивил и па оттаму и препораките. Се разбира, би сакал да споменам дека Цивил е во најголем дел, ако не и целосно во иста линија со искуствата и препораките, анализите, извештаите и на организацијата МОСТ, која е најстара организација во земјата која се занимава со изборниот мониторинг. Посебно би сакал да и честитам на господја Лазареска Геровска, чија работа ја следам како член на работната група, подпомогнати од колешката Јордановска, која навистина покажа многу ширина и многу такт во сите овие изминати недели и месеци кои искрено навистина дадовте се од себе да му дадете достоинство на процесот и воедно да го стегнете, што се вели, да му дадете една насока, навистина добро, и се разбира капацитетите очигледно на институциите се проширени. Јас имам малку сомнеж во поглед на Државна изборна комисија, која ете од циклус во циклус, од состав во состав, некако не успева да се состави на начин и да испорача една работа, да покаже една многу подсврста, би кажал, позиција во поглед на изборните процеси, како што знаеме, нели по закон, Државната изборна комисија е на врвот на изборниот процес, најодговорна, најрелевантна институција. Меѓутоа, еве гледаме некогаш и поради стек на околности, меѓутоа и поради внатрешни субјективни слабости, разнишување на имиџот, односно довербата на граѓанките и граѓаните во работата на највисокото тело. И тука мислам дека законот, а секако и политичките партии мора да поработат посериозно за да биде легитимен процесот, изборниот процес. Што се однесува до препораките на Цивил, јас мислам дека една од најгласно повторуваните препораки веќе со години наназад, уште од почетоците кога почнавме со работка и со граѓанската асоциација МОСТ е Македонија како една изборна единица која има своји низа добри особини, добри карактеристики, се разбира и има низа слаби точки таквата препорака. Тоа што ние како организација во последните години го бележиме е низа слабости кои се бележат во политичкото финансирање, односно финансирањето на политичките партии и финансирањето на изборните процеси, на изборните кампањи. Тука навистина мораме многу посериозно да работиме како држава, но и како општество, бидејќи во ЕКЕ, тоа што јас сум го повторил и во повеќе и текстови и неколку интервјуа за меѓународните медиуми, во ЕКЕ хибридната војна во Европа и во светот
тоа е една ситуација во која најразноразни влијанија и огромни суми пари може да се слеат и во партиите, меѓутоа и во медиумите со политички предзнак, односно со политичка агенда. Тука законот мора да биде многу внимателен, мора да ги опфати сите најнови трендови во светот кои ги тангираат медиумите, а со тоа и човековото право на глас. Зошто е тоа поврзано? Заради тоа што гласачот има право на информиран избор. Има право да добие брза, релевантна, точна, навремена информација за тоа, и тоа во сите категории, од оние кои имаат проблеми со слухот или видот, до последниот гласач, до последниот граѓанин или граѓанка со право на глас. Вие ако немате услови, ако не обезбедите максимални услови за добар информиран избор, за добро информиран гласач или граѓанка или граѓанин, тогаш вие директно го удирате темелот на тоа што подразбираат демократски и слободни избори. Во тој случај вие не морате ни посебно да развивате системи за индустријска изборна кражба, каква што видовме во времето на 2008-2014 година, најдрастично би рекол, па и до некаде обиди за такво нешто и во 2016, иако тоа го попречи Пржинскиот договор со учеството и на тогашната опозиција во власта. Вие како организација сега имате обврска повеќе да внимавате на политичкото финансирањето на кампањите, значи она што се случува доста пред самиот ден на изборите, и секако почитувањето на човековите права, односно правото на глас. Вие не можете да си дозволите изборен процес во кој политичките партии буквално ги окупираат практично сите медиуми и преку нив го мелат гласачкото тело и го насочуваат кон гласачкото место преполно со предрасуди, со дезинформации, или пак со желба да се одмазди во поглед на одредена група, заедница или политички ентитет, наместо да прими една добра навремена информација. Се разбира, постојат и повеќе препораки, дел од нив, еве уште еден повод за благодарност, дел од нив се веќе инкорпорирани, влезени се во процедурата, односно процесот на изборните измени. Тоа што стои како обврска е еден сосема нов изборен законник, бидејќи јас мислам дека токму овде беше една конференција кажано дека човек ако земе да го прекрои своето одело 30 пати, 35 пати, тогаш на што ќе личи тоа одело? Треба да се купи ново одело, не може да носи 30 пати прекројувано одело, така што тука се разбира дека остануваат обврските и на институциите, се разбира, меѓутоа беше спомнато и од господја Лазаревска-Геровска, политичките партии мораат да сватат дека изборите не се за нив, туку се за граѓанките и граѓаните. Дека тоа е највисокиот облик на демократско одлучување во земјата, во едно општество. Ние овака, како што сме ги конституирале, работите во еден изборен процес, партиите се тие кои се на врвот од таа пирамида, би требало да биде граѓанинот, односно граѓанката. Тука би ја заокружил оваа мисла, се разбира, со апел до сите гласачи да се обидат што е можно повеќе да учествуваат во донесувањето на одлуките, да коментираат и да се обидат да добијат да станат информирани граѓанки и граѓани во пресек на изборите, а не да подлегнуваат на црните кампањи и на кампањите со дезинформации и говор на омразата. Се разбира, останува и нашата обврска како организација за човекови права, внимателно да го следиме секој чекор на процесот и да укажуваме на тоа дека човековите права и слободи прво, а потоа се останато. Благодарам, се разбира, тука сум да коментирам и следни прашања. Јас ја спомнав, само дополнително кратко прашање, јас ја спомнав
како реплика или надоврзување на она што го рече професорката Рената Десковска за неколку наши препораки, меѓутоа тука е препораката како би требало и на кој начин би требало да се формира државната изборна комисија, кои се една од клучните институции за спроведување на изборните процеси и имплементирање на било каква измена што ќе се донесе во изборниот законник. Се согласуваме дека тоа би требало да биде транспарентен начин на избор на државната изборна комисија. Чисто за информација на јавноста, ќе подседам уште еднаш, представници на државната изборна комисија, па и самиот председател господин Андашевски беа поканети да учествуваат на оваа панел дискусија, меѓутоа до крајот до почетокот не добивме позитивен одговор. Мене ми е прашањето дали се уште постои доверба во самата институција и колку сега започнатиот процес она конкретно прашање со она што се случи минатава година со нападот, хакерскиот напад на серверот кој што требаше да ги генерира во живо резултатите од изборите и обвинувањата кои што се сега насочени кон бившиот председател и неголку вработени ќе допринесе до дополнително нарушување на довербата во самата комисија како надлежно тело и институција. Добро, јас би сакал председа да го зачуваме принципот на презумција на невиност и истрагата сепак да не ја претвориме во пресуда за претходниот председател на државната изборна комисија. Со кој искрено ви кажам, Цивил имаше доста солидна комуникација и би рекол дури и со работка онаму каде што може невладина организација која се бави со мониторинг да соработува со институцијата. И во моето излагање јас на некој начин го отсликав моето искуство, лично се разбира искуството на организацијата која представувам, дека државната изборна комисија некако немаше среќа во изминативе не знам колку години да се состави на начин кој ќе влее доверба во процесот во целост. Се разбира, тоа е сепак институција со стручни, со високо стручни кадри, изворено добро опремена, има луѓе таму кои во мал прст ја владеат целата материја, работат многу вредно, посветено на сето тоа, така што нивните конечни извештаи нема зошто ги ставаме под сериозен знак прашалник, меѓутоа имаме, се разбира, голема забелешка за политизираноста на самото тело, кажа и професорката Десковска, дека тоа треба да биде едно тело, а и вие го навестивте тоа, дека тоа треба да биде едно тело во кое треба да бидат луѓе со кредибилитет, со интегритет, со високо познавање. Погледнете ги само хрватските искуства, бидејќи ние на некој начин рефлектираме таму и дури во делот од составување на законот, тука ќе забележите дека може да има подобра и поинаква, поквалитетна работа на државната изборна комисија во нашата земја од она што го гледаме. Се разбира, самата комисија не е целата државна изборна комисија, тоа што го работат стручните служби таму и сите пропратни тела на оваа институција добро ја вршат својата работа. Меѓутоа, мора да се поработи прво на изборот и на составот на државната изборна комисија и сметам дека тука има многу простор за работа со тоа што ќе повторам некои ставови и наши и на претходните излагачи, дека партиите мора да сватат дека мора да ги тргнат рацете од тој дел од изборниот процес. Едноставно не може да се дозволи изборните процеси да бидат доминирани од теснопартиските интереси на неколку елити, и тоа на најголемите само, на најбогатите и најголемите, додека сите останати сме всушност ставени во ситуација да бидеме сателити и сателитчиња на тие структури кои се борат за власт, во тоа да владеат со нас. Така што мислам дека тоа го кажа, доволно кажа во врска со тоа. Благодарам, Џабир. Дарко, уште еднаш, добри дојде. Имаше доволно простор да ги слушнеш излагањата на сите говорници. Да заврши. И
Ајде, кој е коментарот на МОСТ, кои се вашите препораки, вашите погледи во однос на изборните циклуси, како организација со долгогодишно искуство, нели од 2002 па нааму, во однос на мониторингот и препораките и другите и работење на други проблеми кои се врзани со самите изборни циклуси. Повелете. Како беше, созреавме со изборите. Израснавме. Израснавме, да. Остававме. Скоро, И тоа, да. да не го спомнам зборот. Скоро пола живот. Значи, концептот, јас би го завртел малку и ќе почнам со една мала ретроспектива, за да можеме и јавноста да разбере, и ние тука, за да ни биде јасно каков е овој процес, зборам кога збориме за избори, и што се случува околу него, не само во Република Северна Македонија, туку ќе се обидам да дадам и некои примери регионално па и пошироко како компарација. До изборите во 2006 година во нашата држава имаше за секој различен тип на избори различен закон. Да. Тогаш, по иницијатива на МОСТ, во соработка со неколку меѓународни организации и институции и домашни институции, тоа беше во 2004 година, во еден процес скоро 2 годишен, успеавме да го синхронизираме и да го синергизираме законодавството и од тие закони да направиме еден кој што го нарековме изборен закон. Се ова вака кога го раскажувам изгледа дека било многу одамна, меѓутоа низ призма на демократски развој и институционален развој и демократска култура 15 години не се толку долг период. Тоа е, значи, едниот момент што мора сите да бидеме свесни, дека треба 2 години со претходно препораки на ОДИР. ОДИХР од околу 10 години, мислам, од нивниот прв извештај е кажано дека треба да постои еден закони кој што ќе ги регулира сите избори во државата. Сега сме 2021 година, тој изборен законник претрпел многу измени, 35, ова ќе биде 36-та. Сигурно повеќе од 50% од неговата содржина е сменета. Ние имаме едно 70%. Ние имаме една пракса која што вели дека ако се менува законот повеќе од 30%, при една измена мора да има нов закон да се направи. Така да, пишувањето на нов закон, јас би го карактеризирал како техника. Тоа е, како да кажам, тоа е техничка работа, која што треба да се аплицира за тоа што читањето на законот, употребата негова, имплементацијата на неговите одредби ќе ги направи поефикасни и поедноставни. Меѓутоа, зошто почнав од 2006? Почнав од 2006 за да се осврнам на два многу важни моменти со оглед на тоа дека сме биле дел од целиот овој процес, не само со мониторинг на изборите, туку и со измените и реформите кои што се случувале кога е изборниот процес во прашање. Значи, ако во 2008-2009 говоревме за драконски казни за полнење кутии и насилство на избирачките места, ако во 2013-2014 говоревме за многу сомнителни гласачи на избирачкиот список, ако во 2011 говоревме за сомнителни случувања со притисоци врз администрација, врз и во 2013 и 2014 се разбере и 16 исто така. Приметувате дека сега на овие дебати последниве година-две веќе не се отвараат овие теми? Што значи тоа? Тоа значи дека ние како држава, прво како институции, зборам за државниот апарат, потоа како политички партии, кои што се несомнено дел од изборниот процес, па и ние како граѓански организација и самите граѓани, од 91 навака, како и секое друго, да речам условно кажано, ново демократско општество, треба да ги поминеме детските болести. Тоа значи
дека треба да прилежиме како одеше мали сипаници, големи сипаници и така натака и така натака. Корона. Да, корона, сега поново. Така, значи, сметам дека сето ова што се случува во целиот овој период, реков дека малку попозитивно ќе гледам на работите, е еден нормален развој и растење. Ако 2006, 2009, 2011 бевме дел од изборните реформи, 2016, 2018 работевме цела година, така? Со активно вклучување, значи, заедно со до 2016, до 2018, до 2017, заедно со Министерство, значи, мораше да има некој кој што прво ќе обезбеди ресурси, второ ќе направи план, па заедно со Министерството ќе ја туркаме работата. Што се случува во 2020, 2021, 2019? Се случува институцијата да го почне процесот, да го води процесот и да го турка процесот до крај. Тоа значи дека се зголемува институционалниот капацитет, а со тоа и политичката волја за инклузивни реформи за одреден процес. Сега збориме за изборниот процес. Ако правиме муабет за борбата против корупцијата, ете видовме дека има примери таму позитивен во кој што реформите вродиле со некаков плод. Што значи? Повторно значи се враќа. Институционалниот капацитет за инклузивен процес постои. И тоа е една придобивка од растењето и развивањето. Сега, тоа на што повеќето се осврнавте во излагањата, е демократскиот капацитет и политичката култура кај политичките партии. И тоа е процес. И тие мора да растат. Ја не ги оправдувам, напротив. Значи, нити па имам намера, нити па велам дека треба да го релативизираме нивното учество како, нели, крајни судии за тоа што ќе има во законот, а што нема да има. Меѓутоа, ако го земеме примерот на заедничката соработка со Министерство 2018 и 2019, ќе видиме дека тогаш од прилика 50% од препораките влегува во изборниот законник. Така, на оваа рунда сега, веројатно ќе влезат уште половина, 2/3, ќе видиме како и што ќе се случи на крај. Сакам да кажам дека овие процеси, например, ако ја земете една Финска, она ретко прави изборни реформи, ама кога прават изборни реформи, подготовката за изборната реформа, дебатата и сето друго трае 10 години. Значи, ова е процес кој што е поприлично сериозен. Јас не велам дека треба и кај нас 10 години да трае, пошто ние очигледно сме цело време во реформа, затоа што не можеме одеднаш да земеме и се да имплементираме и да го аплицираме тоа, заради различни причини. Меѓутоа, детските болести, институционалниот капацитет и политичката култура имаат заедничко нешто. Значи, мора да поминеме по тој ред и мора да дојдеме до степен во кој што ќе можеме да кажеме дека имаме институции кои што можат да одговорат на предизвикот кој што се вика инклузивен процес на подобрување, да кажем, на законодавството или на одредени процеси. Тоа е едниот момент. Другиот момент кој што е многу важен се однесува на тоа каков е квалитетот односно праксата. Ако гледаме и таму, и ако почнеме да ги споредуваме извештаите на домашните набљудувачи, на ОДИХР и на сите други, ќе видиме дека во последниот период, во последниве 3 изборни циклуси, квалитетот на спроведување на процесот е значително подобрен. И ако на тоа го додадеме и моментот дека зголемувањето на рейтингот, односно на индексните поени на Република Северна Македонија во рамките на Freedom House извештајот во последните 3 години се должи исклучиво на чаптерот кој што го ценат поврзан со изборниот процес, ќе видиме дека изборите и декако
да речам, го подобруваат и имиджот и демократскиот капацитет, односно тоа што се случува на тоа ниво во државата. Сега, не велам дека не треба да бидеме внимателни и дека не треба да го мониторираме процесот како процес, значи никогаш не треба да се опуштаме, но би посочил на една нова закана, на која што бевме сведоци и сме сведоци периодов наназад, а тоа е дезинформации, кои што и текако може да влијаат врз изборниот процес сериозно и да го оштетат, да речам, изборниот процес и да намалат довербата во истиот, хибридни напади, хибридни закани и мешање злонамерно од страна на други држави во самиот изборен процес. Значи, првата и втората работа што ја кажав се нормално еден од предусловите за такво вмешување. И тоа е, значи, ако говориме за процесот како процес, можеме да кажеме дека таму веќе нема сериозни закани и транспарентноста е обезбедена и можеме да гледаме што се случува и тоа што се случува веќе не е толку опасно и не е толку страшно. Меѓутоа, ова, кое што многу тешко се фаќа и многу тешко се гледа, е нешто што ќе представува сериозна закана за изборите, посебно во една држава која што е во последно време од исклучително значење гледано геополитички. На различни засегнати страни. Сега, кога ќе ги сублимираме сите овие работи, можеме да заклучиме следно, дека растеме, дека се развиваат работите, сега веќе последниве 4-5 години одат во една, да речеме, правилна насока, меѓутоа треба да се продолжи со работа, треба да се продолжи со да имаме малку трпение, за тоа што еве ќе се ставаме самите нас во целиот тој круг и во целата таа група и ќе кажам дека треба да ги поминеме детските болести за да дојдеме до оние решенија кои што ќе бидат најдобри и ќе ни овозможат процес во кој што сите ќе имаме доверба. Благодарам, Дарко. Нас проти позитивните работи во развивање на процесот, демократскиот процес на спроведување на изборите, дезинформациите, хибридните закани, па и мешањето на други држави во изборните, во нашите изборни процеси се сериозни проблеми со кои и предвидување со кои посебно со дезинформациите и хибридните закони, тоа не е веќе секојдневие. Дали ние како држава поседуваме механизми за да се справиме со сите овие напади што ги имаме? Посебно во, да речеме, во еден краток временски период за она што ни следува како локални избори, еве тие ни се најблиску. Ја мислам дека ова е прашање за една посебна дебата, за тоа што е само по себе. Поред, значи ќе имам на ум и за таа дебата. Многу проблематично и многу надолго и широко треба да елаборираме. Меѓутоа, ќе кажам дека не сме на нивото на кое што и како општество пред се, а потоа и како систем, на кое што адекватно и ефикасно може да се одговори на овие закани и предизвици. И тука треба и како граѓанско општество, и како луѓе инволвирани во изборниот процес и на сите други начини да укажуваме и да помагаме за да може системот како систем да се одбрани и да биде отпорен, а општеството да знае да разграничи дезинформација од правна информација. Само да дополнам, ако смеам во таа насока, и јас се согласувам дека тоа е апсолутно важна тема. Е поврзано со изборите, се разбира, меѓутоа не со ова, но тоа што е важно во овој домен да се запомни и постојано да се повторува е дека институциите не се единствените повикани да се справат со оваа закана од дезинформациите и воопшто од хибридните закани. Општеството, медиумите, академијата, граѓанското општество, тоа се фактори на
справување, тоа се фактори кои можат во некоја рака дури и поуспешно отколку самите институции да се справат со хибридните закани. Зошто? Заради тоа што се дел од градењето на политичката култура во едно општество. Значи, тука мора да го запомниме тоа и да не се подпираме само на тоа, хибридна закана, веднаш да се обратиме до институциите, па тие ако не се снајдат во моментот, да фрлиме со камења по нив. Знаете што? Токму тоа е целта и на хибридните закани, да ја разнишаат довербата во институциите, но за тоа толку се разбира, се согласувам со панел дискусија. Да. Во ред, пред да ја затворам, со оглед на тоа дека и малку отидовме напред со времето, панел дискусијата ќе завршам со две конкретни прашања кои ни дојде од нашиве следачи онлайн. Прашањата се дали токму се однесуваат и за конкретни измени во изборниот законник. Дали им постојат идеи за електронско гласање и како ви се чини предлогот за почеток на електронски најпрвен да гласа диаспората, а многу брзо по тоа и гласачите внатре во државата. Тоа е едното прашање, а второто прашање е дали е логично за гласање на диаспората да се потрошат скоро 1 милион евра во еден изборен циклус, а да нема избрани пратеници. Не знам кој би бил или кој би сакал, професор Кераната, вие би повелете. Добро, овие се прашања кои што кај нас, туку и во други земји се отвараат дебатите околу електронското гласање. Јас лично сметам дека кај нас се уште не е изградена доверба во изборниот процес, особено помеѓу актерите кои што се надпреваруваат и имајќи во предвид што и многу поразвиени демократии кои што се технолошки понапредни имаа проблем со електронското гласање, мислам дека не е време да се воведува ваков тип на гласање во моментот. Што се однесува до гласањето на диаспората, мислам дека овој модел кој што постои во моментов е најсоодветен доколку постојат повеќе изборни единици. Демократијата е скапа работа, но не сме заради финансиски средства да се ускратува правото на глас на нашите граѓани кои што живеат во странство, така што сите препораки меѓународни се дека треба да се обезбеди изборниот процес да биде инклузивен и сите кои што имаат право на глас да можат да го остварат, така што доколку нема интерес кај нив да се пријавуваат и да гласаат со цел да се обезбеди изборен цензус за пратеник, тоа е друго прашање и тоа, но сепак државата е должна да обезбеди можност гласачите било каде живеат, значи што е можно подостапно да се направи гласањето, да си ја изразат својата волја на избори. Благодарам. Ви благодарам и јас. Ако некој има некои завршни зборови да дополни нешто, повелете. Во ред. Ви благодарам многу за учеството на сите. Благица, благодарам и на тебе, Дарко, Радица, професор Кедесковска, Џабир, секако се подразбира. Јас се надевам, односно не се надевам, туку очекувам дека за овие теми дополнително ќе зборуваме со оглед на тоа кои се прашања ги отворивме денеска и отворивме на тема која што можеме комодно да прерасне во панел дискусија, благодарение на Дарко и на Џабир. До тогаш следете на нашата Facebook страница, следете го доколку сте го пропуштиле, на крајот ќе има целосната панел дискусија и на YouTube каналот на Цивил, од излагањата можете да ги прочитате и на медиумската платформа на Цивил, на civilmedia.mk, dread.mk и Civil Today. Ви благодарам многу за вниманието и ви благодарам на вас, сите вас за учеството. Благодарам за поканата. Благодарим. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.